Добро вече, нова епизода на Политиканти, со мене Борија Јовановски. И со мене Сашо Орјановски, 10-та во оваа наша трета сезона. Така е, 10-та. Па да, Ќе мал јубилеј. кажев 11-та и викам, добро е што не кажав 11-та. Ја као број, а уствари пише овдека 10-та. Добро, па не, ја не ти видам. Боко, како е? Добре, во Преспа, ако ме прашаш, добре, вчера се вратив од Преспа, Калифорнија, што би рекле мој Преспа, ни сонце грее, убаво време, чист воздух, Плюс нема мирно. пожари. Нема ништо, Калифорнија. нема никаква дистракции од непотребен карактер. Ужасно депресивен јануари. Ужасно депресивен, Па, особено како и во Скопје. секогаш. Особено во Скопје. Воздухот, Се отровме, да. така едно време лепливо, ништо не се случува важно, да не е оваа забава со посетата Мицко на Америка. Да, Нема што прави човек. Да, и тоа ме чуди, ви сега, пази, главна тема е инаугурацијата, Мицковски бил, не бил, ваму бил, ова бил, мислам, непотребно од тоа направија они самите дека како што требаше тоа да биде, како требаше сите да падне му несвест дека на инаугурација или не, иако горе-доле знаеме како изгледа тој цел процес, и по мене тоа е, значи, пази, немав потреба да просто отворам вести. Бидејќи се осеќа во атмосферата дека нема ништо, ама баш ништо, што е од вистински јавен интерес, кој е во оптек во некаква јавна дебата. Еве го спомна воздухот, например. Не постои. Мислам, никој тоа не е тема. Здравството не е тема, образованието не е тема. Ние зборуваме за инаугурацијата која, мислам, еден циркус, пака, светски шоу, Бродвеј, како да кажам. И сега, кој бил, кој не бил, кој има пари, оди, кој нема пари, не оди, мислам, кого го интересира. Добро, Ја имам пари, не би одел. Види, се работи за нешто друго. Мислам дека тоа овдека помалку и се каже, ама недоволно, и да бидам искрен, да не беше Инфомакс, ништо од тоа немаше да се каже, бидејќи тука има едно ниво кое е next level во целата оваа манипулација. Прво, инаугурациите на американските председатели се внатрешно политички, партиски настан, како да ти кажа, спектакл, во кој што практично се викаат, ако некој од председателите сака еден, двајца странци и така натаму, тие не се наменети за никакви странски гостувања или не знам што. На крајот на бината беа два тројца, нели знаеме сите, италијанката, бразилецот и така натаму, кој личен гест на Трамп. Меѓутоа се работи за нешто друго и тоа се разбира многу дневно во Вашингтон во тој ден има не знам колку балови, по не знам колку хотели. Секој негде може да биде. Картите се купуваат, журка општа. Таа е, како особено е тоа за овие, да кажем, за партиските активисти на победничката страна на изборите, како кај нас, знаеш, како општински комитет Делчево, општински комитет Кичево, затоа што луѓето истрчале и сето тоа победил нивниот кандидат и тоа е суштината на тоа. Тоа плюс оваа церемонија на инаугурација и така натаму, која што не е директен предес, па го гледаш од кај сакаш. Меѓутоа имаше едно друго ниво кое што ја претвори целата работа во... И тоа самата влада тоа го направи непотребно, иначе ќе поминеше тоа како една вест, ајде што отидоа 10 министри, колку беа таму, 5-6 министри и така натаму. Скандалот е меѓу другото што нема ни една заедничка средба. Таму беше подпредседателот на владата, не беше само председателот, не беше само премиерот, беше и Меджити, таму беа неколку министри, председателот на собранието. Ни еднаш за тие долги 3-4-5 дена колку што останаа нема една заедничка средба. Меѓутоа поентата е во нешто друго, види. Тоа што власта се обидува преку својот пиар да го сервира е, меѓу другото, да нема право никој да ги проверува тие факти. И они тргаат со тоа дека кога ние ќе ви кажеме дека е ова голем настан, треба да биде така. Има да биде така и никако другчие. И сега им се случи Инфомакс да влезе у приказната. Тоа предизвика разноразни други медиуми. Пате би речено, ако е тоа толку историски настан, ќе имаше таму барем 3-4 од државниве телевизии, од јавниве телевизии, од големите, валда по една камера да се види што како. Ништо тоа. Неки имаше и други премиери, Сашо, председатели на држави. Разбира, види, значи мораше да се направи еден таков скандал, да од тоа се направи дека ова е голем успех и точка. На крај види, највисокото ниво со кое се сретна Мицковски е председателот на Републиканската партија,
луѓето не разбираат дека во Америка има друг модел партиски. Значи, во Европа председателите на партиите се во суштина идни премиери или премиери во опозиција. Мислам, и тоа е важно. Да. Затоа е друго кој ќе го сретнеш председателот на лабористичка партија или председателот на не знам која француска или германска партија. Тоа е ко Вебер на ИПП, што е да речеме. Таму се председателите на партиите да не го кажа кој ја уште не му го знам името, таму се небитни личности во смисла на политиката. Таму се разбира конгресот, сенатори, конгресмени, председателите на партијата се технички лица кои што не е дека тие немаат моќ, меѓутоа имаат внатрешно политичка моќ, бидејќи па Америка е огромен континент од 50 држави, во кои што партиските организации се важни, али председателот на партијата практично е релативно небитна личност, особено за меѓународни некакви контакти. Добро, отишол Мицко, платиле таму агенција, има доволно луѓе што платиле за присуство, не е тоа проблем, на крај треба да знаеме и колку тоа не чини. Тоа сакам да ти кажам. Тоа би требало да е тема. Види сега, некој од нас... Ние му броевме на Донев, ако се сеќаваш, директор на агенција за туризам, бил со прва класа во Јужна Америка, оставка имаше, затоа што таа карта на прва класа чинела многу пари. И тоа така треба да е. Јас во полемиката за тоа со што треба да лета премиерот, сум апсолутно на страна дека мора да лета со бизнес класа. Значи, тоа овдека исто беше тема и така. Но, се види, некои од нас имале прилика да бидат, да кажам, повеќе пати во тој Вашингтон, и малку повеќе од повеќе пати. Јас ги знам повеќето од хотелите таму. Ако е точно дека во Ридс-Карлтон престојувал, значи таму во обична сезона нема соба под $700, тоа се најевтините соби. А во сезона на инаугурација, веројатно апартманот на Мицко кошел... Не, нема по 3. Значи, меѓу 3 и 5 илјади. Добро, во ред, 3-5 илјади. Сега, знаеш, како еден бодигард, секретарката, овој министар, оној министар, значи, само хотелот не чини колку што не чини. Нели, патувањето, сето тоа е еден циркус. Овие министри се сликаат по штандови, бидејќи немаат пристап ни до салата, кај што беше ова спортска сала, кај што беше Мицковски. Во суштина еден дебакл, кој што овдека на крајот мислам дека најреална слика за сето тоа, откако свати дека е дебакл го даде Мицковски со оној интервју за МТВ од 2-30 минути на последниот ден, каде што всушност кажа, слушајте, со други зборови, претеравме во целава манипулација, ова сепак беше на едно друго ниво и така, но од моите средби допрва ќе види корист Македонија. Никаква корист нема да има. Тоа, освен што ќе има внатрешна политичка корист. Затоа што дека има маса народ, што вика мечковија 87,9, што имаат IQ, кои што мислат дека е тоа, кој знае што. Во суштина, воопшто не е лошо што некој отишол. И добро, ќе оствариш контакти со овој, со оној. Сега, да, се согласувам дека таа манипулација дека еве малте не јас одам кај Трамп, као ја тука сме ние со Трамп шајка и тоа кој после јас што ќе му речам на Трамп, тоа е тоа. Тоа немаше потреба, значи тоа требаше да се сведе на една може би реална рамка во која да имаат Мицковски не ја криеше поддршката негова за Трамп уште во изборната кампања. Нели? Споделуваат некакви вредности и тоа но тој циркус од онаа делегација, од онолку луѓе, министри, вакви, такви, председатели на партии на владеачките, во владеачката коалиција, тоа немаше никаква врска. И као што блиски сме со Трамп. Еве сега да ти кажам една ситуација околу Орбан, кој патем е еден, ако не единствен, политичар во Европа кој беше споменат од Трамп уште во предизборната кампања, кога Трамп, не знам да сеќаваш, кога Трамп него го посочи како вака модел за тоа за владење. Што е да се биде политичар, современ модел за владење и така натаму. И пази сега на Орбан што му се случува. Во петокот мислам дека ќе се гласа во Европскиот совет околу обновувањето на санкциите на Европската унија во однос на Русија. Орбан беше полн со себе дека сега као вие Трамп ми е мене овде, сега ова со Украина се решава и сега вие сите ќе дојдете на моје. Сите ќе ве построја. И сега пази. Трамп се обраќа кога беше во на Давос и вика ако ова глупава војна со право, тоа видиш, добро го рече, не заврши,
иако Путин нели не е проактивен во изнаоѓање на решение, дека ќе следат нови санкции од Америка во однос на Русија. И Орбан, партнерот на Трамп, со целиот негов залет земен од победата на Трамп на изборите, наеднаш Остана со прстот во уста. да. Преведено во ова жаргон. Или Така е, скопски. И сега тоа е тоа. И на крај добивме затоа фино ќе беше ние да разговараме. Бил Мицкоски, но се разговарало со тој и тој, за тоа и тоа и тоа, бидејќи види, секако дека Америка е наш стратешки партнер и тука немаме никаква дилема. Но добро е да имаме некаква субстанца од тоа за што се разговарало, што е иднината на тие релации во едни вакви нови околности. Сега да кажем, во реде, но самите го направија тоа да личи на стварно една пародија. Затоа и ти го кажувам ова ниво кое што мислам дека е многу значајно и ќе има подолгорочни за македонската демократија ќе има последици. Не успеа обидот ВМРО ДПМН како партија да биде Министерство за вистината. Бидејќи знаеш како и на трагите на Трамп и на трагите на овој нов налет на оваа конзервативна нели антилиберална политика, овдека се смета ако разговараш за фактите, ако почнеш да ги проверуваш фактите, дека тоа всушност е каква либерална алатка за која нема потреба. Што сега тука фактите? Ние ви кажавме дека е вака. Што се тоа е тоа, точка. Значи тој обид не помина и мислам дека тоа ќе има голем мислам дека веќе и во ВМРО се води една, тоа меѓу другото и колеги од Инфомакс и вчера го расправа во својата емисија, почната една заткулисна дебата околу тоа кој му го смести на Мицко, бидејќи реално за дебаклот на целата посета стои ова дали намерно или ненамерно предимензионирање на сите работи со просто онака со турање со лопата во луѓето во уста, во глава што треба да мислат, па разноразни пропагандни џуџиња се растрчаа по македонскиот медиумски простор да кажуваат дека еве сега они устари сте завидливи дека Мицко џуџиња, па некои кои не беа џуџиња до стора гледам се точно го бирам. Точно го Да. бирам речникот. Да. Како се вика тоа, има и други енглески изрази, ајде да ги употребувам. Тоа сето не помина. Мораше на крајот Мицко да спасува целата ситуација, да дава интервју изнасилено, во кое што иначе испрати пораки кои не се врзани само за посетата на Америка, туку и за неговото ново кандидирање на следниот партиски конгрес, да не прави нека овдека комбинаторија дека некој друг ќе биде нов председател на ВМРО уште еден мандат и така натаму, но за тоа ќе разговараме. И дистракцијата се направи со една тема која, како ќе кажам, те враќа онака во 19 век у некоја романтика. Македонското прашање, јас ветувам дека ќе биде решено. Македонското прашање, види, сакам да направам една паралела. Не, тој каже дека е уште отворено македонското прашање и тоа уште е отворено. Каде е отворено? Македонија е призната како држава. Македонскиот идентитет е признат како идентитет. Македонскиот јазик е секаде признат на секој светски лингвистички атлас. Не, од Обединети нации надолу. Значи, башка лингвистичките атласи. И се една паралела. На Трамп онаа изјава Мексичкиот залив ќе биде американски. Не знам дали ја забележа изворедна, вака ме фасцинираше изјавата на мексиканската председателка. Се разбира. Која мртва ладна кратко одговори. Цел свет, ние го викаме мексикански, цел свет, цела географија е познат како мексикански, а Трамп може го вика точно како сака. Во таа смисла, ако Радев, Каракачанов или не знам кој во Грција, или било каде на светот имаат некаква дилема околу македонскиот идентитет или македонската држава, тоа е апсолутно нивни проблем. И сега не знам зошто зошто некој воопшто се обидува, и морам да кажам дека тоа за мене е стварно навредливо, да не држи закопани во тој комплекс. При тоа имаме толку многу прашања и теми за кои треба да ги разговараме. И треба да ги разговараме и да ги дебатираме. И ќе напоменам, од образование, од здравство, од животна средина. Мислам,
И ти сега Или, не, наеднаш... има и една друга мала компликација која што всушност не е мала. Вчера излезе Министерството за надворешни работи на Грција со многу остра Имено. реакција на изјавата на Мицкоски, па денеска Мицкоски се обидуваше да демфува, се обидуваше да објаснува дека он ствари која рекол дека македонското прашање е отворено, мислел дека ќе остане отворено дека не влеземе во Европска унија. Знаеш како онака прва рикверц цело време некакви плитки манипулации за домашна употреба, која што потоа имаат меѓународни последици, се разбира. Верувам дека До знае таму дека... да мора да и реагира Министерство за надворешни работи на Грција, а ќе кажеме дека Грција не е баш Бугарија во целата ситуација. Тој стап сме го јаделе, знаеме како изгледа. И така една непотребна како да кажеме, плеткање во една магла без Колку и веза. да е близок со Трамп, да подсетиме. Кој е близок Трамп со- е, не, еве го, да му е стварно десна рак. Трамп е спонзорот на Песпански договор. Подпишане во време на Трамп. И тука јас не разбирам. Да, не знам. Инаку, да не должиме. Меѓу другото, теми, дигитализација, вештачка интелигенција, кои се сериозни теми, и Трамп ги отвара меѓу другото. Тоа е инаугурацијата, направи впечаток по тоа, што таму, наместо политичките негови сојузници и блиски луѓе, ние ја видовме IT олигархијата како седи десно од него. Милиардер до милиардер. Милиардер до милиардер. Една од првите одлуки е колку да даде за вештачка интелигенција. Па меѓу 300 и 500 милиарди, ма тоа ќе биде сега предмет на разговори со нашиот гостин, па сите тие прашања. И затоа имаме, ми се чини денеска, добар гостин. Илијанчо Гаговски ни е наш гостин, некогашен представник или не знам, ќе ме поправиш, директор на Microsoft за југоисточна или за... Не, за Македонија, Косово и Албанија. За овој Јужен Балкан, да. Илијанчо, добро дојде. Добре најдов. Илијанчо поблиску микрофонот, Поблиску, дека добре, ние сме со Да, многу не имаш да чувствителни. додадеш нешто ново, со кажи. Не, јас си Во дојав за друга политичките работа. аспекти. Не, чисто онака, ако имаш да споделиш, еве, гледам луѓе коментираат и така натаму, може и ти имаш нешто да кажеш, и ти како наш гостин имаш таа привилегија тука да го кажеш тоа. Добро, како ти се чини тебе овој, како кажам, ова цунами на IT олигархијава во овој наплив и упад, како упад, влез, еве, да не го користам тој збор, во центарот на, светскиот центар на политичката моќ. Интересно е, можда најдобар коментар што видов за тоа беше една слика на која беа Безос, Маск и Зукерберг, што ние овде го викаме Зукенберг од не знам кои причини. И коментарот беше дека what is happening to us now is бролигархи. Бро, као бро, брат. Бро, као, да. И при тоа алудирајќи на комплетното вртење на политичките ставови на тие тројца ликови, што е занимливо, не? Пошто секој од нив заврши таму по своја различна траекторија. Например, Маск секогаш бил десно ориентиран, но до пред 2 години беше изричито против Трамп. Не? Како не памтиме, не знам Трамп дали памти, ама... Па имам памти, ама се прави дека не памти. Сега, до моментот дека не се сети. Да, и да речеме, кај него беше промената само во тоа што се сврти кон Трамп лично, инаку идеологијата му беше таа. Безос, например, секогаш бил неутрален. И он, дури кога купи Вашингтон Пост, малку тргна на десно, ама не многу. Он финансирал и демократи, и републиканци. Како и кај нас, на двете места, па кој победи. Све ми бое лепо стоја. Така е. Но најинтересен за мене е Зукерберг. Значи, он беше на сосема другиот крај на политичкиот спектрум. И дури може се рече дека во време на пандемијата беше цврсто на страната на разумот, да кажеме. И со факт-чекери на дезинформации и така натаму. За одеднаш од пред нешто година дена, да почне да тренира џиу-џицу, тоа беше прв знак. Бразилско џиу-џицу. Дека нешто не е окей. И одеднаш сега он влезе во тој бро филм, во тој мачо филм. И многу интересно сега... не му стои. Не, меѓутоа десницата сега го прифаќа. И они го викаат сега based Zuck. Based? Based, значи cool. Сега е, да. Сега е based Zuck. Така да,
И тоа е интересно, значи тие се различните патишта, но интересот е единствен, а тоа е да се промовира агендата за клауд инфраструктура и структура за вештачка интелигенција. И тоа не е без причина, зашто тоа е веројатно најклучното нешто што ќе се случува на човештвото во наредните 5-10 години. Или Јанче, со други зборови, ова што го гледаме овој наплив во последните 7-8-10 дена и така натаму, до онаа прочуена фотографија кај што Трамп ги прима собственикот на Oracle, собственикот на оваа банка, како се ге Сашимото, SoftBank и така натаму, и собственикот на iOpen, OpenAI Sam. Значи, и најавата дека тоа ќе биде проект во кој што ќе се инвестираат 500 милиарди долари, е веројатно главната тема која што во моментот се дискутира и вон информатичко, да кажем, компјутераџиско, интернетски кругови. И ти го кажа клучниот збор кој не сум сигурен дека многу луѓе го разбираат, дека се работи за инвестиција или би била инвестиција, бидејќи меѓу другото и тоа е полемиката, има или нема пари за тоа. Мислам дека ќе се согласиме дека пари има колку сакаш, нели? Дека се работи за инвестиција во инфраструктура. Да. Интернетска инфраструктура. Можеш ли да ни објасниш и заради овие што не гледат што всушност значи тоа? Што е? За жал нема баш многу информации за тоа. Прилично е на високо ниво се пораките, но од она што успеав јас да прочепкам, значи таму се 4 играчи во таа Stargate иницијатива. Иако медиумите се главно концентрирани на 2,5 играчи. Значи концентрирани се на OpenAI, на Oracle и до некаде SoftBank, нели? Кој што е, by the way, јапонска инвестициона група, голема. Но има и четврти играч, што е многу малку го зборат, а тој се вика MGX. И тоа е фирма за вештачка интелигенција од Обединените арапски емирати. Така што прашањето дали има или нема пари, мислам дека е абсолвиран. Трамповото семејство се умрени за Обединените арапски емирати, имат историјата. Верувам дека таа иницијатива не е без основа, со намера се да ги инвестираат парите, особено што реално ако погледаме, тоа не се многу пари. Сега вака може да звучи. Ќе ви кажам зошто така мислам. Во моментов најголеми провајдери на клауд инфраструктура се 4. Значи има многу, ама 4 се клучни. Amazon број 1, блиску до него одма, тоа со Amazon Web Services, блиску до него Microsoft со неговиот Azure, онда имаме Google со Google Cloud Platform и Oracle Cloud. Тие се 4 клучни играчи. Само еден момент, Илијанче, бидејќи не сум сигурен дека сите што не гледаат разбираат што е тоа клауд инфраструктура. Добро, значи големината на клаудот ти ја дава практично капацитетот на тоа што можеш да правиш со количеството на информации и дата, податоци што ги вртиш. За да објасниме што е во суштина. Клауд е, луѓето сакаат кратенки. Во суштина, клауд е компјутер што го знаемувам од некои други луѓе кои тие го одржуваат место мене. Така е. Скратено, клауд. Па и оваа емисија сега стримов оди веројатно преку некаков клауд кој што го користи. Значи место да ги ставам компјутерите у некоја соба, па да ставам таму клима, па дупли пот и така тоа што правевме 90-ти години така, па и тој концепт си отиде. Наместо нас тоа го прават се овие големите играчи, ама го прават многу ефикасно со многу economies of scale, што се вика. Тоа е сега таа инфраструктура. Практично користењето на компјутер стана исто како што користите струја. Ќе се уштекаш во зид, имаш струја. Ќе се уштекаш во интернет, имаш компјутер. Така да тоа се тие 4 големи провајдери. И сега Stargate-от е во суштина проширување на клаудото кој што ќе има пристап до Америка, Соединените американски држави преку овие компании и така натаму, кој што ќе биде многу кратно поголем од колку што е сега што има. Тоа ќе има овозможни обработка на податоци многу кратно побрзо од колку сега што. Прашањето е тоа опис. Што е целта на такво едно проширување на тие капацитети? Што бидејќи видите ако ќе горе-доле веќе сите имаме брз интернет. Ама не тоа. Каде оди, кој Не, прво за Stargate прво ќе кажам, а ќе кажам после за другото. Значи во Stargate таа иницијатива различните играчи имаат различни интереси. Иако не е до крај обзнането кој што ќе прави, многу јасно дека OpenAI сака да дојде до клауд капацитет
кој ќе му овозможи да стигне до Artificial General Intelligence. Не сега обична вештачка интелигенција, таа Artificial General Intelligence би требало да биде на ниво на човек. И тоа е целта да биде до кај 2030. Всушност на ниво на човештво. Тоа е супер Artificial Intelligence. Така, Супер. Тоа е следно, тоа ќе биде за 5 години после тоа. Да. А може и за 2. Што е на ниво на човече? Како тоа би... Сега да каже дека ќе може да одговори на било какво прашање без да осетиш дали е машина или човек. Ќе има твојата интелигенција, со други збори. Што и сега е близко до тоа, но не е баш. Нели? И тука е... Види, цитирам еден твој статут од Фейсбук, ако дозволиш. Бидејќи е јавен. Почна циркусот, само овој циркус не е за смеење. И сега, знаеш како, кога ти ќе пишеш вакво нешто, а ги разбираш работите, и кога ми го кажуваш и ова и за клаудот, и за artificial intelligence, за капацитетите, за тоа, што не е за смеење? Тој статус повеќе беше насочен кон другите политики на Трамп, не кон ова. Не. Видиш како се согласуваме. Ова е добра иницијатива и па ќе ви речам, не се премногу пари. Во моментот овие 4 големи играчи што ги набрав, што се провайдери на клауд инфраструктура, лани инвестираа самите 200 милиарди, секој по 50. Microsoft 50, Google 50, Amazon 50 и Meta 50 милиарди во сопствена клауд инфраструктура. Значи ова е 500 милиарди за 4 години, тоа е 150 годишно. Океј, не е малце. Не е малце, ама не е ни па добро, се надвор од памет, не? Трилиардери, овие се триген. Значи тоа од една страна ќе помогне. Сега, она што не беше нејасно, а она успев да прочепкам и излеа, дојдов до една информација што е важна. Не се со намер они да создадат нов пети голем провайдер. Туку ќе надокрадат постоечката инфраструктура на клауд провайдери. Зошто му се на Трамп они важни? Очигледно му се важни, како што споменав на инаугурацијата, десно од него сите они. Важни што е тој спој, што, бидејќи Трамп е политичар, значи лидер на Free World, најголемата економија, најголемата Пред да каже Илијанчо, може ти понова одговор. Не знам колку е он учипен у тоа. Он не дава пари, ама ќе земе нешто од тоа. Не, окей, ама кај Трамп тоа е прво. Во политичка смисла, што мислам дека долгорочна игра. Долгорочна играта, вештачката интелигенција како технологија е трансформативна во сите делови на животот. Едно е економијата, друго е образованието, трето е забавата, но четврто ќе биде и водењето на војни. И тој што ќе има предноста во вештачката интелигенција, ќе има предности на бојното поле. Така што не е тоа наивна работа, не е тоа само nice to have. Така да таа технологија во крајна линија ќе биде вепонизирана. Илијанчо, од се што читам, бидејќи мене ме интересираат не технолошките, туку општествените аспекти на ова и за тоа веќе има море и теории, истражувања и така натаму. Никој точно не знае, или ја барем не сум сретнал таков до овој момент, што точно сакаат да постигнат овие луѓе. Не само што тоа не е објавено, како што велиш самиот, тоа е обвиено со една секретивна, со една релативно. Се говори за овој огромен капацитет што ќе се добие, што значи огромна брзина на информација обработка. Да речеме, читам дека, не знам, лек за рак ќе може да се пронајде или да се измисли или да се констатира со заштита на не знам колку години заштита од ова и така натаму и многу. Меѓутоа, никој во крајна линија не знае што точно ќе биде исходот на ова. Кога велам никој, мислам за овие топ експерти, бидејќи ги читам нив, не ги читам овие на моје ниво, кои што секако не знаеме што ќе биде. И можеби овој четврти елемент што го додаваш, бидејќи не постои, бидејќи се работи, нели, Америка ќе влегува во Golden Age и овој Stargate проектов е дел од златната ера во која што Трамп ќе внесе Америка. Се работи на крајот за една комплетно покривање општествено на целото општество. Значи не се работи како што и само за економија, за здравство, за туку ќе ја превземе комплетно општество. Се постава прашање кој тоа ќе го води, кој ќе го контролира, кој ќе го регулира.
Бидејќи знаеш како туку што го завршивме разговорот со Борјан околу тоа дека новиве неолибералниве конзервативци мислат дека регулацијата е либерална измишлјотина, дека тоа треба апсолутно не Илон Маск. Нема чек баланс. Не, социопат као Илон Маск вика како се апсолутно слободен на говор на се и така натаму. Да. И сега прашањето е всушност дали ти евентуално можеш да предпоставиш или да знаеш каде сето тоа оди. Не, види, мислам дека се создава нова моќ, нов тип на моќ, кој досега не постоел. Знаеш, и сега ова е што викаат енглезите jockeying, кој ќе биде во седлото, кој ќе го јава тоа. Тоа е таа борба, знаеш. Сите чувствуваат дека ќе има тука нешто многу моќ. Таа вика Golden Age, јас се слагам. Значи ни следи Golden Age доколку само едно мало делче од моќта на вештачка интелигенција се употреби како што треба. Еве ќе ви кажам пример. Значи, например, Google има една своја испостава, се вика AlphaFold. И тоа е специализиран модел на вештачка интелигенција кој предвидува како се виткаат протеините. Зошто е тоа важно? Протеините се многу сложени молекули и бидејќи се сложени хемиските врски се многу сложени. А хемиските врски ги налагаат и како физички ќе се извитка во просторот протеинот. А од тоа зависи која друга материја може да го активира или деактивира тој протеин. Оти таа мора да биде со комплементарна физичка структура. Сега. До сега откривањето на 3D структурите на протеините беше многу макотрпна работа. Значи ти поставуваш теза 10 години, получи 15 години испитуваш. AlphaFold сега ти поставува тези кои што ти, ама од милиарди можности ќе да слушај пројаве 10. И го намалува времето на истражување драматично. Во секоја област. Во секоја, сега кажувам ова, например. Да. Многу е слично во делот на предвидување на климатски промени или во делот во медицината, не знам, читање на резултати и така натаму. Значи има многу примени каде што вистинската примена на вештачката интелигенција ќе не доведе до златна ера. Сега останува прашањето кој ќе го контролира тоа и тоа е борбата. Не, останува и друго прашање кое морам да те вратам назад, бидејќи јас сум еден од тие задарти скептици. Не апдейтувам. Види, се работи за следно. Ќе отидеме у златното доба у кое ќе постои сето ова и така натаму. Што ќе прават луѓето? Види, Трамповата победа се должи да ја направиме Америка повторно голема, на начин да вратиме работни места, економија, богатство во едној разбелт, значи во онаја, како да кажеме, една релативно на 20 век. Значи тоа е во суштина 20 вековна идеја. Индустриализација. За да повторно ја индустриализираме. Значи, во историјата на технологиите во суштина значиле губење работа. Значи се ајде не, пошто тоа се изучува, има за тоа цела наука, нели. Откако се измислија железничите, па парна машина, па што се остана, нели, коњите станаа неважни. Да не зборам за, да речеме, самото измислување на машина која собира памук остави стотици илјади милиони луѓе без работа. Па комунизмот се јави. Не, тоа е далеко пред комунизмот. Па потоа тие се поместија, гледај кои се ефектите, па се поместија во градовите. До тога живеа да село, па стана еден огромен урбен. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ова доаѓа во директен конфликт со интересите на гласачите на Трамп. Значи, американската автоиндустрија ќе остане без работа. Таа нема да бидејќи ако се роботизира комплетно. Па се разбира, па тоа е смислата на сето ова. Што ќе прават тие луѓе? Бидејќи види во суштина ја не гледам кој ќе од оваа цела иницијатива кој ќе плаќа данок. Не го прави, бидејќи ако на тоа, не знам, Oracle или Microsoft и така натаму му земе државата 60% данок, како што иначе во модерните западни држави со исклучок на Америка, тогаш има смисла технолошкиот развој, бидејќи тие 60% данок ќе ги вложат во овие што масовно ќе останат без работа. И сега веќе не говорам само за сеганите земјоделците. Доктори, професори, лингвисти, значи и луѓе со образование ќе останат без работа, не ова. Ја разбирам, можеш да ми помогнеш во таа смисла, кај оди приказна. Многу важно прашање што го потекнуваш. А во суштина, значи оваа технологија е поинаква од сите други, затоа што веројатно ќе бара промена на општествените уредувања. Значи начинот на кој живееме денес нема да биде исти
со тој на кој ќе живееме по 20 години. Сега за сега, се уште, имаме ситуација кај што визијата беше дека компјутерите ќе работат, а ние ќе уживаме, така? Ние ќе се бавиме со сликарство и со уметност, така? Да. Наместо тоа, вие имате Midjourney таму и ова, тој ти генерира слики и видеа, а ние се уште работиме. Да. Значи, вика, where's my flying saucer, што викаат американците. Еден од коментарите вика Кина е 30 години напред. Мислам, види овде има една задарта идеја дека све што прави Америка е лошо и дека кинезиве и русиве се не знам колку. Ја видов, ама тоа стем јас стварно не. Е убаво да искоментираме. Кај се наоѓа Кина во овие? Кина во целата ова приказна за AI баш пред 2-3 недели објавија свој модел. Значи, large language model, се вика тоа. Да, бидејќи се ова јазични модели во суштина. Тоа се јазични модели, мислам, инаку вештачка интелигенција е малку несреќно избран израз, зашто сугерира свест, што нема врска. Тоа сакам да ајде. Тоа е проблем, да. Кина избаци сега свој модел кој се вика DeepSeek и кој се чини дека е доста добар. Ќе ви дам една илустрација. Моделиве, една од најгрубите мерки, какви се моделите, колку се моќни, е бројот на така наречени параметри. Тоа се параметри кои контролираат точки на одлука во алгоритмите. ChatGPT е најголем и тој има 1800 милиарди параметри. Многу голема бројка. Овие другите, да речеме, Claude на Anthropic или како се вика Llama на Meta, Gemini на Google, тие имаат во просек помеѓу 200 и 500 милиарди точки. Овие, значи, 1800 милиарди, овие 200 до 500. Овој кинескиот модел има околу 700. На прва. И се чини дека они пробаат да стигнат по тој дел. Значи, они во свет друго се доста напред, во AI не се. И има причина зашто тоа е така. Може да ти помогнам. Го гледам списокот на 15 најголеми технолошки компании во светот. Има само една кинеска. 90% се американски, неколку од него ова Саут Кореја, Тајван и така, Samsung. Меѓутоа во суштина кој ќе го видиш, а ова е приказната за милиардите за тоа. Така е, и една од причините зашто Кина тука во тој дел барем каска, не викам за возови, тоа прават, све тоа супер. Е што Америка им ускратува некои клучни технологии за правење на чипови. Од чиповите, да. Да. И тука е сега борбата, дали ќе ги стигнат, дали сами ќе ги осмислат, тоа останува да се види. Ако успеат тоа да го пробијат, тоаш ќе... Занимливо е дека на овој список, и тоа е една од теориите зашто Европа е вон целата игра, нема ни една европска компанија. Најважна светска технолошка компанија за чипови е оваа холандскава, не знам како се викаше. Не, таа не е ASML се вика. Таа печати... Тие прават алати со кои се прават така, чипови. Така е. И тие се единствени во светот. Значи тие се европска. Холандска фирма, да. Добро фирма. И ја би рекол дека тоа за човештвото е single point of failure. Значи ако таму нешто се случи, ќе имаме голем проблем. Во производството на тие алати. Значи они прават машини што после прават чипови. Да. Само тие ги прават. И се гледа околу проблем, што викаше. Значи нема свест, и добро го потенцираше тоа. И така е, кога го користиме зборот интелигенција, прави известни забуни. Илон Маск е човекот кој е еден од лидерите во сега во веројатно и клучен фактор во дизајнирањето на тоа како и ќе биде, што ќе може таа вештачка интелигенција. Илон Маск е воедно човекот, ова Сашо што ги вика неолиберали кои, односно конзервативци. Не бе, тоа е хаотичен, тоа е фашистка идеологија. Ама ја има моќта во двете раце. Има мој, да. Кога говориме, бидејќи клучна работа е етиката во целата таа приказка на вештачката интелигенција. Ако имаме човек за кој, например, слобода на изразување значи и тоа дека он може нацистите германски да им прави кампања во Европа преку Твитер и дека тоа е слобода на говорот и дека слободата на говорот значи дека ти можеш да клеветиш, да мразиш, да сееш расизам, омраза, се и се што. Ако еден таков профил интелектуален со толку пари и сега во центарот на политичката моќ во Вашингтон,
мене малку ме застрашува што може таков еден пристап да направи со вештачката интелигенција. Па искрено да, и јас ги имам истото чувство. Етиката станува страшно големо прашање околу вештачка интелигенција особено. И сега за сега одговор на тоа нема. Како што кажа и Сашо, дури најголемите експерти викаат ај ќе видиме. Да, баш така. Подготвувајте се за емисијава, тоа го следам инаку. Ме интересира и така. Исчитав едно 3-4-5 интервјуа со овие што се апсолутно топ инсайдери у сето тоа. Се сведува баш на ова што го велиш. Ќе видиме. Не е баш јасно што е, ама ќе видиме. При тоа, знаеш, интересно е во тој дел на вештачката интелигенција сега секој од овие големите играчи како да фаќа некој ниш, да речеме, знаеш. Например, ChatGPT е број 1 и е веројатно најмоќен од сите и проба да ги покрие сите области. Gemini. Не, ChatGPT на OpenAI. На OpenAI. И они веројатно ќе стигнат и први до AGI, Artificial General Intelligence. Меѓутоа другиве не стојат со скрстени раце. Како што ви кажав, Google има многу други примени на вештачка интелигенција во овој реален физички свет, не? Овој Grok на Маск, тој е неговиот модел на Twitter, односно X, што го вика он. Тој е специфичен по тоа што тој е као Django Unchained, разбираш? Он кажа што сака, знаеш, не овако. Од друга страна имаш примера на ChatGPT што ја зема Microsoft и ја направи во бизнис светот, овој Copilot, да речеме. Значи тој е синхронизиран со Office и ги користи библиотеките на ChatGPT во позадина, знаеш. И тоа е еден друг ниш. Така да, некако во моментот сите овие играчи се all in. По крашки кажано. Моја чувство и адекватно некој од нив и блефира, ако не и сите. Мислам дека на крај сите ќе добијат. Нема никој да изгуби сериозно. Има простор. Значи ќе се како да кажам, ќе се најдат нишите во кои еден ќе биде подобар од другиот и другиот ќе си најде некоја друга работа. Во крајна линија ќе имаш многу опции да бираш со која вештачка интелигенција сакаш да зборуваш. Илија, ајде долови кога е златно доба, кога там го вели и ти го велиш дека може тоа да се случи со развојот на село 2030-2035. Како би изгледало тоа? Па види, која е твојата слика што имаш, веројатно по-јасна е од тоа што имам ја, па после Сашо кој ме апдейтува. Сликата е мање више утопија некаква што била порано као утопија, можеби ќе стане реално. Значи, со години наназад има пропоненти на нешто што се вика Universal Basic Income. Еден од кандидатите на Демократската партија, тој Јанг, Ендрю Јанг имаше, тоа сериозно го збори. Тоа значи дека ќе треба богатството да се подели на оние луѓе кои објективно нема да имат што да работат. Ќе има такви, да, дефинитивно. И да имат Universal Basic Income, кој што ќе им заврши работа да имат некој базичен пристав. Се извинувам што ќе ти упаднам, но имаме веројатно не знам колку илјадугодишна историја зад нас. Буквално ово го зборам, не го импровизирам, кој што кажува дека до тоа доаѓа само после револуција. Значи, ова е ужасна дискрепанца меѓу богати и сиромашни. И по број, и по пари. Значи, Илон Маск апсолутно нема никаква намера да подели на никој што умира за јадење никакви пари. Јасно. Дека не кажам што би можело да биде решение, дали ќе биде тоа го сака. Така што на крајот од тоа мене ме засега. Ја не се сумнивам дека ова капацитетот што се дига и ова одење кон AGI и така натаму, дека тоа ќе биде сето тоа, затоа сакам и да те прашам нешто друго. Меѓутоа, тоа гледам дека само милиардериве ќе ги направи трилиардери, од трилиардери ќе станат, не знам што е следниот степен, и тоа и сега 1% од населението контролира 99%. И расте тој јас. И расте тој јас. И не гледам како технологијата тоа ќе го реши. Тоа создава само ќе го забрза. Тоа создава тензии. Значи тоа создава тензии и како што кажа ти, не знам што ќе се деси на крај. Па јас знам што треба да се случи. Треба да се случи данок. Не, дали да се случи данок, да дојде некој да каже Илон Маск, ти колку имам трилион, добро, 60% оди во социјални фондови. Ама ја не. Добро, на тоа Илон Маск се пресели потоа на некои острови кај што немаше. Тоа е клучно. Тоа е можно, јас сум размислувал на таа тема, дека мора да се стави некој кеп на личното богатство, не?
Ама тоа е можно само ако секаде во светот одеднаш тоа се направи. Инаку не може Па да се рускиве милиардери не се будали. Да, не може. Нема да се согласат рускиве милиардери кап да им се стави. Како ни американски. Ако ставиш кеп, сега има и друго. Значи може например ако ставиш кеп и му викаш тоа што ти го земам во екстра данок, ти ќе имаш право да одлучиш во кои општествени проекти ќе оди. Па ќе бидеш бенефактор на некој. Ние не гледаме такви најави паралелни со нема, знаеш како. А ќе мора да се измисли. И вака Илјанчо. Дали па од друга страна? Што знам, некој кој има идеи, креативен е, нема пари да инвестира, дали вештачката интелигенција може да биде алатка која нему ќе му овозможи некаков пристоен живот? Со други зборови, дали вештачката интелигенција ќе биде и во функција на некаков ревайвал на средната класа, онаа што била столб на развојот на демократските општества и така натаму, која е сега девастирана? Види, нормално дека може. Значи ти сега ќе бидат загрозени тие што нема да умеат да користат вештачка интелигенција во својата работа. Тие што ќе умеат да користат ќе станат попродуктивни. Знаеш? Например, ти сега имаш модели кои што ти направат код за некаква апликација, ама тој код никогаш не е 100% готов. Мора на крај пак човек да го среди, знаеш. Не можеш ти да му кажеш ајде направи ми апликација со 3 збора да му ја опишеш. Не, ти мора да направиш спецификација. Па ти дури да направиш спецификацијата, ако направиш добра спецификација, ќе ја искодираш на крај. Односно, нема да ја кодираш сам. Ќе ти искодира он делови што треба, па ти ќе ги споиш. Така да ќе се зголеми продуктивноста во многу области. Образованието ќе мора да доживее некаква трансформација од сегашното образование како што е глобално. Тоа е производ на индустријската револуција 19 век. Да, како да учиш некого да јава конј и му даваш после тоа формула да вози. Денес таа е многу анахрона, да кажеме, знаеш. Нашето образование е одамна. Ти додека ако тргнеш на факултет, додека завршиш, во повеќето области веќе си обсолит. Значи порано беше као имаш 5-6 години, 7-10 години употребна вредност. Сега веќе ти ако не продолжиш да учиш, готово, ти си аут. Во моментот кога си завршил. Можда е ова добра точка, Јанчо, да те прашам за едно, пошто ние веќе влегуваме во некакви, ајде да не кажам филозофски, ама во суштина вредносни разговори за општествените последици. Едно од теориите за вештачката интелигенција вели дека таа ќе стане самосвесна во моментот кога првиот компјутер ќе излаже. Значи, во моментот кога од постоечките избори намерно ќе ти каже погрешна можност. Во тој момент таа стана, зошто бидејќи лажењето е исклучително хуманоидна да кажам алатка, бидејќи таа подразбира свест, таа подразбира свест да одбереш да излажеш наместо да кажеш вистината. Да манипулираш. Дали оваа, значи се работи за манипулација. Дали оваа вештачка интелигенција кога е моментот кога тоа ќе се случи? Или да те вратам на HAL 2000 како беше на бидејќи тоа е тоа. I'm sorry, I can't do that. Така е, значи ова е се Холивуд ја покрил тема. Не, прашањето е валидно и околу него се кршат копија и углавно има два табори. Едните кои викаат дека кога доволно ќе се усложнат алгоритмите и кој ќе стане информацијата доволно густо пакувана, дека свеста како emergent феномен, тоа они така го викаат, значи emergent феномен е феномен кој настанува со доволно голема сложеност, не? Дека ќе настане свест кај машините. Другата школа вика никад нема да има свест. Јас припаѓам на втората. Има еден експеримент, мисловен експеримент, кој се го заборев како се викаше научникот. Не е важно. Се вика кинеска соба. Имаш една соба и во неја седи човек кој што има две книги. Прашања и одговори. Све на кинески. Он не знае кинески. Да. Од надвор му убацуваат прашање. Он прашањето само го гледа како знаци. Го наоѓа во листата на прашања. Од него има инструкции кој е одговорот. Го пишува, исто на кинески, и го дава одговорот. Он не знае нит што е прашањето, нит што е одговорот. Ама некој од надвор што гледа, вика, види ој на кинески ме одговара. Знаеш, така да... Илузија. Да, значи тоа е едниот пример. Вториот е,
Јас секогаш ја правам една аналогија во однос на тоа што е вештачката интелигенција со летањето. Човекот секогаш сакал да лета. И си лепел пердови, скокал, се кршел и така. Стара приказна. И со чадори сме се све. гаражи. Се додека не ја открил физиката на флуиди и не се поеле мотори со внатрешно согрување, оп, настанал авион. Однес човекот лета. Но тоа не го прави птица. Така е. Знаеш, денес човекот лета и побрзо и подалеку од било која птица, ама не е птица. Така што во однос на ова свеста може да се појави евентуално некогаш кај машините, но прво ние мора да сватиме што е свеста. А ние немаме појма за тоа. Еден од споровите зошто ова не треба да се вика вештачка интелигенција е затоа што зборот интелигенција подразбира абстрактно... Пак хуманоидна една... Не, да. Подразбира абстрактно размислување, подразбира да додадеш вредност која не постои. До сега овие машини кои што ги макар и со милиарди податоци за секунда располагаат, тие во суштина не измислуваат ништо ново. Не. Само од комбинацијата на пребарувањата со голема брзина на голем капацитет ти дава можности за одговор. Значи она не додава никаква интелигентна ќе се случи ли тоа да се помести? Многу е несреќно одбран тој израз. Да. Пати ти направи една паралела. Во 70-те, 80-те некои научници се амбицираа пробаа да ги научат горилите на знаковен јазик. И ги научија. И научија по 200-300 знаци да користат и комуницираа со нив. Дури и они правеа нови знаци. Например, немале знак за лубеница и он кога сака лубеница притиска топка и вода. И од тоа заклучи дека имаат одредена интелигенција. Но ни еднаш во сите тие години овие мајмуни не поставиле прашање. Зашто немаат интроспекција. Да. Машините немаат интроспекција. Како го знаеме тоа? Зашто не сме ги програмирале да имаат. А зашто не сме ги програмирале? Зашто и ние не знаеме како го правиме тоа. Значи свеста ние само ја доживуваме субјективно, не знаеме што е. Добро, ама не значи ли тоа дека некако Илон Маск, како го земеме за модел на злобно човече, веќе не работи у позадина, само не сме информирани на овој проблем што ти го опишеш. Ама и да работи, останува првото прашање. Што значи тоа да се биде свесен? Да. Јас се согласувам. На што немаме одговор? Да. Ама кога немаме одговор, не значи дека вратата е затворена. Не, ама гледај. Значи тука се различуваме оптимист сум, јас Не, ова прашање оптимизам, песимизам. Ова е прашање на една абстракција која треба да се постави во некаква сватлива рамка. Не, се разбира, треба да се разговара за тоа. Тоа е многу важно, и па затоа и го правиме овој момент, затоа го викнав Милијанчо, меѓу другото и ова прашање го отвориме. Што е со социјалните мрежи кои добија толку на огромна моќ, мислам, економска, социјална, политичка, во оваа спојка со вештачката интелигенција и овој незин најавен бум? Па види, во социјалните мрежи вештачката интелигенција се користи од поодамна, само тоа е друг тип на вештачка интелигенција, тоа е аналитички тип, non-generative AI се вика тоа. Значи он од тоа што анализира ти што си кликал, ти дава што треба да кликнеш во еднине, тоа е тоа. Не, како корисник сега, како корисници на социјалните мрежи, заедно во таа комбинација со AI, што бидејќи неминовна е промената и во Па еве, во динамиката на социјалните мрежи. Мета, например, прво дозволи и најави дека ќе има виртуелни луѓе на Facebook. Значи тоа ќе бидат буквално, ама ќе биде очигледно, нема да биде тоа лага. Да. Него ќе можеш ти со нив да влезеш во интеракција и да видат како ќе испадне таа. Додека не стане и лага. Додека не знаеме, да. Може да веќе у втората недела и нема да знаеш дека со машина разговараш. Мета, например, многу жестоко инвестира во нешто што ни го викаат метаверс. Значи тоа е некој свет во кој ќе влезеш ти преку овие научари. Да. И тоа, например, на најголем дел од инвеститорите во Мета не им се допаѓа баш, затоа што тоа се пари у бунар веќе неколку години по 2-30 милиарди да таму и не се враќа. Да. Ама овој Зукерберг многу интересно, он има како се вика, он има 13% од фирмата, ама има 60% гласови. Така да он си ја тера како да е приватна фирма и си го тера. Значи, можеби таква некоја виртуелна реалност е иднината на социјалните мрежи,
Меѓутоа, сегашноста на социјалните мрежи за мене е проблематична, а тоа е што практично они урна едно табу, знаеш. Порано, ако беше глуп, ти тоа гледаше да го скриеш. А денес, луѓето со тоа се гордеат, човек. Да, тоа става. Па еве вие двајца сте на Твитер, на пример. Апсолутно. Паметните не се на Твитер. Да, околу Ама вие двајцата, ние сме колку пати твит, да те прашам. Илон Маскова. Твитер, ета за деси многу. Има Твитерот на Твитер има информации. Ќе те прашам. Стравот на Европа од Маск и Твитерот. Што е во суштина? Стравот е основан, затоа што он сега, пази, он таа платформа ја направи Кај ја тера? anything goes, така, Ти било го што. читаш тоа подобро сигурно. Проблемот е што он изјавува политички амбиции не само за Америка, Но што го видовме, очигледно, да, сака да ја реши него Европа. влегува и Да. во Европа, знаеш. И сега тука Европа ќе мора да заземе некоја позиција кај што еве прв Макрон се огласи дека тоа е може да се гони кривично, не? Ветувањето на интернет беше дека интернетот ќе биде the marketplace of ideas. За да во 2025 констатираме сите дека тоа е еден rabbit hole, една дупка зајачка во која што алгоритмите се повеќе те бутаат надолу. И наместо да имаш избор на market of ideas, на пазар на идеи, ти всушност во своите понекогаш глупи, секако ограничени погледи, само се повеќе пропаѓаш. Тоа е алгоритмски направено. Алгоритмите тоа го прават, затоа бидејќи што- ти го детектира Да. вкусот и те бута се Он те бута повеќе. во круг, во бабл, кој што тебе ти одговара и кој што ќе те натера што повеќе да кликаш. Така е. Значи на крај Затоа што профитот е. бизнис моделот на алгоритмите е кликање. Ја викам дека ако нешто блиско до Бог, денес тоа е алгоритмот. Значи алгоритмот е непознат, повеќе луѓе не знаат како функционира. Некаде таму е во облак, буквално Да. соодветно, и прави работи кои не ни се под контрола, знаеш. Така да не е чудо еден куп science fiction сценарија да дојдат во реалност, да има луѓе кои што ќе се клањаат на богот на вештачката интелигенција. Па тоа Тај веќе се случува. Не е исклучено, Мислам, знаеш. не само на богот на вештачката, на Илон Маск се клањаат. На Зукерберг. Да, се и тоа клањаат. најмногу тие Реално што ги најмногу доживуваат ќе како изгубат од божества. нив. Тоа е Да, најинтересно. тоа е. Иако тоа е функционираат како Тоа е секти, иронијата на популизмот. Практично Да. најголемите Да. лузери се тие кои го поддржуваат Така е. популизмот. Мислам, Да. сега, еве, ќе се вратам на некои од тие други политики што ги спомнувавме, например, за Америка конкретно. Сите тие што се радуваат дека ќе ги вратат мексиканците дома, утре ќе плаќаат поскапа храна. Да. Значи, После добро, храна, ги пративме ќе нема дома. кој што да им работи, ќе тука таму ќе се случи се што. Така да, нели, Маск жестоки амбиции пројавува, иако многу интересно е сега, он ја нападна оваа иницијатива за Stargate, за што објави Трамп, као, немаат пари. Отприлике на тоа ниво беше реакцијата и Добро, тоа кажеме дека се тужи со години со собственикот на... со OpenAI, зашто он И сакаше он беше, иницијално така да е. биде, он беше И они се иницијално посудови кој знае колку пари е со идеја да биде непрофитна, као. Така е. А он истиот е тој кој што прави профит. Илон знаеш. Маск не профит. Да, не прв. А најбогат човек во Тоа ти свет. кажам, Да. мислам, И за сака ова не будаги профитот. кои кој што- овде луд, знаеш. Сам да е. И Така што во тој дел, како се вика, со него не знам како ќе се реши, затоа што сега во блиската околина на Трамп пројавуваат сега нервоза од таквата реакција на Маск. денешната анализа Да. во политико, например. Да. Бидејќи ова се случува буквално Јанче што говори Ова последните денес 2-3 се дена. деша, да. 2-3 дена. Веќе има една силна струја околу Трамп Да. која вика дека овој мора на клоци да се истера Па не Илон се- Маск да, од Човек по близина. X основи им прави Тоа, проблеми. пази, тоа може да се случи многу лесно, бидејќи па Трамп е Со таков Трамп. каков што е. Come on. Он може да донесе таква одлука што би била тектонска одлука за некој друг, на ручек додека некој го изнервира. Да, да. Значи апсолутно е тоа можно Така е. да се деси. Меѓу А и двата се- хамбургери. Така. И се тоа тоа го е Не меѓу Знаеш- две Кока-коли да пие по не знам колку, во 15-16. овој случај тоа може да испадне позитивно, меѓутоа колку други такви одлуки ќе бидат, што ќе Само го бидат се трагични, тоа сам Господ знае, не? Односно самата вештачка интелигенција. Бидејќи сме при крај, да те прашам колку, што мислам, веројатно пак подобро знаеш кога станува збор за оваа работа. Во Македонија се прави ли воопшто нешто на оваа тема?
Како не? Како не? Мислам, не се прави, не знам каков модел. Институционално се размислували, За институционално не знам. Се позиционираме ли ние како општество визави ова една нова реалност која е квалитативно многу различна. Има некои интересни модели што ги направија некои дечки. Сега заборев тачно и сам ме фати на неспремно за тоа. Има некои интересни модели за македонски јазик. Овакво една екипа, не знам како се вика, ама ќе ти кажеме, ние во нашата фирма употребуваме библиотеки од Азур, од вештачка интелигенција, така да. А ние сме мала фирма, има поголеми сигурно, ама тоа е на ниво на користење, знаеш, не на генерирање на таква работа. Што се деси од институционално... Инаку фирмата на Илијанче се вика Примапс. Примапс, односно Flashworks се вика производ. Добро, и прави еден производ кој е намен... Па добро, сега кога си веќе гостин, една реченица реклама. Имаме софтвер за менеджирање за човечки ресурси, кој се базира на клауд, на Microsoft, на Azure. И меѓу другото имаме, на пример, ако треба да напишеш, што ја знам, задачи за вработениот по кој ќе го мериш, наместо, пошто менеджерите тоа го мразат, например, знаеш. Имаме библиотека, му кажеш што ти е работно место, да речеме магационер. Што фирма е? Не знам. Автоделови. Имате ли увоз извоз? Добро, ќе ти дае предлог. Тоа е едно пример така. Што се однесе од институционалното, знаеш, тука имаме проблем ние не од денес, од секогаш, што имаме значи ја на пример се нервирам кога ќе отидам било каде во било која институција што ме прашуваат на пример адреса. Што ме прашуваш адреса? Знаеш, човече. Еве ти го мојот матичен број. Ти треба све да знаеш, не треба ништо да ме прашуваш, знаеш. И граѓанинот мора конечно да го ставиме во позиција на кастомер на државата, на муштерија, а не некој што се наведнува вака, па извинете, ако може. Ако може, да. Не, тоа таа трансформација кај нас не се прави, а во мала земја се прави многу лесно. Ние ги собравме сите глупости на новите технологии, ама никако да ги искористиме со Сашо Лани, пак Талин да го споменеме. Значи, од дома правиш што сакаш, вклучително се разведуваш, блак случува, све правиш. Све тоа во мала држава се прави супер лесно. Сега, мислам дека само две работи немаш, не можеш да се разведеш. Можеш. Онлайн или не можеш да се ожениш, Да се ожениш изгледа не можеш, мора да отидеш, ама да се разведеш можеш. Да. И во еден момент мислам дека пасош ти бараат отисок, така што тоа беше проблем. Да, некои ама минорни мали ситуации, инаку све тераш, немаш администрација, немаш воопшто контакт ова што ти го зборуваш. Кој тип на операција е, колку чини, какви човечки ресурси се потребни на земја како Македонија? Што отприлика големината на Естонија е потребно да имаме, да речеме, половина од тоа што се естонците сега. Види, грубо, овака група, па јас сум си правил такви рачуници за мене, не дека јас сакам тоа да го правам, далеко од тоа. Мислам дека ако се прави во рамките на еден мандат, се прави за 4 години, со издвојување на можда 10-12 милиони евра годишно. Толку? Да, не е тоа нека голема пара. Вопсто некој ќе видиш зашто све се фрлаат милиони нас. Со толку пари и со добро менаџирање на тие средства, да не бидат сега тие нати го дај ми го. Извини, тие пари да се наменат на тоа. И ќе заработиш со оглед на тоа колку администрација нема да... Едно не се многу пари. Друго, ако паметно се изигра, например, државата која нарачува решенија може да се договори да го сподели IP-то со фирмите што ќе ги прават решенијата. Значи, интелектуалната собственост делумно да остане на државата, делумно на фирмите. И онда имаш ти Salesforce кој ќе продава по цел свет такви решенија. И ја морам да се насмеам, види во Infomax не доаѓаат ВМРО-вски функционери. Сме пробали со 2-3 сега да не кажам кои се вклучувателно и ова и минатата дали така, бидејќи Infomax го сметаат за место кај што не смеат да одат, бидејќи чим се налутат во партијата. Ово кажам бидејќи кога видиш дигиталната политика која води министров Стефан, како се презиваше. Кој пат мене има многу позитивен печат. Сакам да ви кажам дека е стратегијата добра. Да. Друго е прашање што ние се уште
Па може не се занимавам уште со елементарни работи, ама еве пред недела дена, пред 10 дена стигнавме до таму да секој дигитално отпечатен документ важи како да е вистински. Не мора да на шалтер. Тамна беше така, ама сега еве го пројавот во пракса и така да. натаму. Така што валидно е ова прашање што ќе бидат сите последици за Македонија и ова што го кажува, ова е тоа што го збориме Борјан. На крај ќе останат 3, 5, 10.000 луѓе од администрацијата без работа. И нема да гласа, што да правиме сега? Па затоа ти кажам дека гласови ќе се успори реформата. Иначе се успори реформата. Не, да добија иначе како се прави? Тоа се прави знам дека политичките партии свеста само така размислуваат. Тоа и сега пика им натре ко патарините. Зашто имаш 6 патарини од Скопје до грчка граница? А зашто не е на пример во Србија кај што изнегуваш? Таму плаќаш. Не, 6 патарини пута, не знам колку по смена и преброју пари, ќе видиш парите од патарини само и да една анекдота, кога се отвараа патарините пред 20 години, се состоуваше една влада во која што, да не кажувам се имињата кои беа премиери, не беше ВМРО на власт, СДС беше на власт, подолго време се дискутираше за директор на излез на патарина Велес, отколку за министер за одбрана. Сигурно нормално, да. Значи меѓу партиски коалицијата имаше поише на тегање, кој ќе биде. Ама ти ако воведеш винетка на пример, малку поскапа е направи Се за странците. Или за домашните ништо, малку ќе поскапиш и тоа е регистрацијата. решение. А тие ете ако треба да им се нај работа, нека станат инспектори за животна средина. Добро, да те вратам, Илијанчо, да те вратам. Да, на пример. Ама тоа нема, тоа ќе биде регулирано. 10-12 милиони викаш годишно се извади. Тоа вака е од Што рака подразбира посресено. како човечки ресурс и го имаме ли? Имаме такви луѓе што може да го направат, можеме да ги платиме. Не, ако ги платиме Добро, како што по треба. тебе сакаш да ми кажеш дека во еден мандат една влада може да За 4 дигитализира години Македонија на некое ниво естонско се пристојно. прави, ама знаеш како? Проблемот е што све тоа мора да иде на тендер. И кога ќе отиде на тендер, сите одат на најниска цена и на крај одат на ситуација да не можат да го испорачаат тоа што рекле дека ќе го испорачаат. Значи таа работа се прави со стратешки договор. Па не, она Не се е прави стратешка. А не се. Она не е од можеш стратешки ти, знаеш интерес. тоа става. Не можеш ти на пример да купуваш тоалетна хартија и софтверски решенија по исти терк. Јасно, Значи да. не може. Не може. Тој ќе рече, Браво. јас ќе го направам за 5000 евра. Па ќе го направиш, ама ќе биде ѓубре. Така е. Знаеш. И на крај и тие 5000 евра ти се многу што си ги зел за тоа. Морам да ти кажам само еден мал пример што е слична една дискусија. Неодамна ме поканија да учествувам на еден тендер. Во мојата струка се работеше за правење на комуникацијска стратегија. Победи фирма која што тендерираше за 3000 евра. Ја ти гарантирам дека за 3000 евра не комуникацијска стратегија. Тоа се напише упатство за добар ден, добро утро за 3000 евра. И на крајот победи таа. Сега прашав, бидејќи ова пред нова година, прашав до кај сте, катастрофа. Па катастрофа. Сакате за 3000 евра на огромна иначе институција комуникацијска Што стратегија. се прави? Па тоа- Мора да се спојат базите на институциите. Значи, сите имаат бази со по некои информации, разбираш? Точно е дека се на различни јазици пишувани базите. На различни софтверски, како си Да, кажа. сега, ама тоа не е проблем. Може ли тоа да се надмине? Оти Може. ме уверуваат дека е тоа голем проблем. Дека не може да се спојат датите. Се прави мапирање. Абе, се што сега Ако збориме еден за знаеш како што оптимира не, ако технологија, добро, да. технолошки се решава. Да, би било Знам зашто ти полесно ако се збореве. исти. Например, зависи еден исти податок Да, може па да тоа. се вика различно на едно Така или е. на друго место. Ама затоа се прави мапирање на тие бази и на крај ќе направиш да се зборат меѓу себе. Не е тоа проблем. Проблем е да треба да се има волја за таа работа. Оти гледај, и тука мислам дури дека на највисоко политичко ниво обично има волја за таа работа. Ба сите Проблем- најавуваат, еве и сите оваа сакаат. влада Кучат овие најавија тендери што дигитализација. Проблемот се пониските слоеви, бирократијата, која што ќе се изгуби чекмеџе на тој начин. Се разбира. Разбираш? Значи тие пониските ќе изгубат мојта бирократијата сака да има моќ, Чекај, мала моќ. Илијанчо, во ако рамките на сака, шалтер, ако имаш премиер, влада, министри кои ќе речат ова се прави за бирократијата. Не, сам како да кажам. Значи мора да се решат кој год да се реши дека сака тоа да го направи и да го направи со глава и опашка што се вика, не да вика кој ќе го направи поевтино. Не, дека знаеш, секоја влада го ветува, а никој не бара отче да речеме зошто не дигитализирате. Ама Има и нив им се впечаток врзани дека на рацете. Јавноста и се тоа и се чини дека некоја прекомплицирана Борјан, операција. Врзани им се владата е рацете и на побит. тие горе.
Владата е побитно да даде субвенции за земјоделие, бидејќи тоа носи 130.000 гласа, отколку да даде решение на сите овие проблеми кои инаку би требало да донесат 130.000 гласа од задоволни граѓани кои што на дигитален начин ќе ги решават проблемите, ама не го прават. Ова им е поедноставно. Партиски организации, тури таму по 5-10.000 евра секој, мирна бачка, што ви кажат. Па ти решам, бирократијата. Не знам дали си гледал Yes Министер една серија. Многу со Сър Хемфри. Опет Со Сър Хемфри. Антологиски. Сър Хемфри е тој што ги води работите. Знаеш, и него му интерес бирократијата да се множи. Нема во интерес да ја намали. Така е, така е. Знаеш, дури ја пак ја речам, на највисоко ниво политичко секојаш имало добра волја за таа. Добро, за види, имам англичаните кои ги спомна. Прво они ги викаат, бирократијата ја викаат civil servant. Значи во старт е јасно дека тоа се слуги на граѓаните. Така И таа е некако во некоја смисла има една димензија хумана, ако може така се речи, и е во некаков сервис на граѓанството. Ние овде сме заглавени. Не си во право. Не, Сър Хемфри е британска бирократија, позаглавени се од нас, ти гарантирам. Значи, за тоа можеме емисија да направиме. Тоа е познатата британска бирократија. Ужас. Ама не, Саша. Ужас во однос на граѓани. Јас сум живеел 4 години во Брисел и знам општина, ова, она, сум се пријавувал, сум имал, како да ти кажам, сепак е друго. Сепак е друго, не како го кажам сега. Добро. Енглезите имаат една позната техника на двојни пораки, знаеш. Едно се кажува на површината, друго се прави од оздола. Така да и тоа со civil servant е малце форма пред. Сър Хемфри. Да. Така, да. Нема да го решим. Илијанчо, фала ти на овој занимлив разговор. Мислам, гледам дека и чекам публикава Golden Age. Да. Види, ќе го постигне само не од причините што тој мисли, али нема вeze. Да. Мислам, Тоа е исто, не знам дали гледавте, се ќе кажам што ќе се деси. Вчера имаше, ја многу сакам овој Јокич. Никола NBA. Растура. Вчера зема на крај од своја половина со една рака фрли и го погоди кошот. Да. И на крај мака си отиде. И еден коментар вика, он знае дека на среќа го погоди, затоа не се радува. Така да, Трамп нема да знае дека погодил на среќа. Ќе го погоди. Јас или Јанче, морам да ти кажам, на завршување на емисија, мислам дека од таа играчка ќе биде огромна плачка. Мислам, за жал се за тоа, ние сите, не дека некој посакува, за нас американците, за целиот свет се многу важни и така натаму, меѓутоа ова што им се случува, најголемата плачка само да не ја извезат на некое трето место, бидејќи тоа обично така бидува, и ако може ние да не бидеме, и во таа смисла да завршиме со тоа што почнавме, добре што беше Мицковски, да. Тектонските, тој тип на промени, како што се спомнавме, индустриализацијата крај на 19 почеток на 20 век, неминовно носат бурни некакви времиња, но што дам, и ова, веќе се поместуваат работите, но јас сум пак оптимист. Што друго не остана. Што има цели гробишта со оптимисти, има да се секираш тоа, колку сака. Знаеш како вика, песимистот, Да, како со информиран, не информиран, како беше, песимистот мисли дека живееме во најлошото. Да, оптимистот мисли се плаши дека е точно така, да. Океј, Илијанчо. Фала многу и вас за поканата, мене беше пријатно, интересна тема. Тоа е важно. Илијанчо Гаговски, ти благодариме што беше гостин. Фала и вас. За ова издание Боријан толку, па одиме натаму следниот петок. Наредниот може би некој може би некој од ВМРО ќе прифати да дојде да седне, не сум сигурен. Никош не се знае. Да. Еве на пример министер, стварно би сакал да разговарам со министерот за дигитализација, стварно е човек. Дечкото е многу паметен, амерички образуван, инаку, by the way. Да. Ете така. Голем поздрав. Пријатно и од мене. Пријатно.